Во интервју на Република разговараме со председателот на Социјалистичката партија Љупчо Димовски. Теми за разговор има многу. Господин Димовски, добро дојдовте во студиото на. Добар ден. Да почнеме од оно што е најактуелно, тоа се последните анкети. 64% од граѓаните сметаат дека треба да има промена на власта. Како го коментирате ово расположение кај граѓаните? Па после сите работи што се случија во изминативе 7 години, а и предходно во она шарено лудило, што предходеше на овие катастрофални години, период во кој што буквално државата почна да тоне во бескрај, сосема е логично дека расположението кај граѓаните ќе биде такво да е против власта и да е за промени. Така. 50% од испитаници сметаат дека Македонија се движи во погрешна насока. Се чини дека нема поле во кое не одиме погрешно. Па ниеден сектор во државата не функционира. Земете го образованието, земете го здравството, земете го стопанството, земете го земјоделството. Се е закочено, но среќа би било да е само закочено, него едноставно се тоне. Луѓето имаат се помалку пари, инфлацијата е се повисока, парите и доколку се зголемуваат и платите или пензиите, толку се обезвреднети да сето тоа не потсетува на едни стари времења од бившата држава, кога имавме енормно висока инфлација, високи цени и безвредни пари кои што не можевме да ги потрошиме на ништо. Колку се безвредни парите се гледа луѓето кои ќе отидат во маркет, кога за 1000 денари не можат ништо да исплатат. Оно што беше до вчера 100 денари како вредност сега представува 1000 денари. Така. Опозицијското расположение се гледа и во анкетите за председател на државата. Силјанска води пред Пендаровски со 5-6%. Како тоа го гледате? Малку или многу? Па, ја го гледам така да на крај ќе биде тоа кронисано со еден голем триумф на професорката Гордана Силјановска, затоа што тоа го заслужува. Но не само таа, туку тоа го заслужуваат и македонските граѓани дефинитивно, наместо да имаме председател кој што се занимава со периферни работи, со лични задоволства, ќе треба да имаме председател, односно председателка, која што ќе се грижи за сите граѓани и која што ќе биде во тек со сите процеси во општеството и неизоставен фактор кога се носат сите крупни одлуки кои што се од битно значење за македонскиот народ и за македонската држава. Така, евидентно е дека господината Силјанска ќе води во првиот круг со прилично голема разлика, но дали таа ќе биде доволна во вториот круг и на кои гласови ќе може да смета од кандидатите кои нема да влезат во вториот круг? Да, ја мислам да се голем фонд на гласови. Да не се оптеретуваме со тие работи, мислам дека не треба да смета на ниту еден од кандидатите, заради тоа што тие покажа во овој момент, а уште не е почната кампањата, прилично голема неискреност кон неа. Така да гласовите нивни што ќе ги добијат, тоа не се нивна собственост за некој на граѓаните. Тоа се на граѓаните, а граѓаните сами ќе се одлучат за кого ќе ги дадат гласовите во вториот круг. Така. Очекувате ли при формирањето на владата услови, уцени, барања, како и да се нарече од албанските партии, па и од македонските, кон страна на коалицијата на ВМРО ДПМН, не знам, промена на устав, оние фамозни 20%, избор на председател во собрание? Да, 3-4 они услови наброја. Прво е промена на уставот со внесување на, да речем, бугарите, хрватите, евреите и останатите припадници на етничките заедници во државата во уставот. За нас ние, како да кажам, да објаснам за ова, не е против ништо бугарскиот народ, но доколку се случи тоа би сакале да биде и ќе инсистираме на реципроцитет, тогаш и македонците да бидат составен дел од бугарскиот устав. Второто прашање си е регулирано со законот за јазиците, со законот за албанските, така да не гледам простор некој да се оптеретува доколку сега и НАТО-хридскиот рамковен договор. Точно тоа, значи ние се темелиме прво на астомските основи како држава, па дојде и тој Охридски договор, сега преку сите овие работи мислам дека е доволно. А доколку некој е оптеретен со проценти, тоа може да го премости на некој си друг начин, не со промена на уставот. Третата работа е околу гласањето на председателот, односно изборот на председателот во
собрание што за мене представува едно бескрупулозно газење на демократијата во државата, а во исто време и одземање на правото на македонскиот народ да се го избира својот председател, затоа што тоа ќе биде условено не само согласие во собранието, кои со балансираното мнозинство, што веќе е газење на волјата на мнозинскиот, доминантен и државотворен македонски народ во собствената македонска држава. Четвртото барање да има и подпредседател, што е нонсенс една. Оттам ти може колку сакаат да набројуваат услови, но мислам дека нема да бидат во ситуација, затоа што станува збор за коалиција, обнова на Македонија, представувана од ВМРО ДПМН и сите останати политички партии, меѓу кои Социјалистичката партија на Македонија, луѓе кои што се со принцип, со карактер, со достоинство и кои што нема да дозволат никакви уцени. А она што се однесува до програмските определби, тоа е веќе простор за разговор, работка, за програма дебата, со програма е веќе во ред, тоа е веќе друга работа. Овие барања немаат врска со програма. И тоа ќе треба да представува основата за можното коалицирање. Јас се надевам дека ние како политичка опција со изразит број на пратеници во собранието ќе можеме во една добра атмосфера да без никакви напрегање ја формираме и демократски избраната народна влада на Македонија. Така, едно е, едни ќе бидат нивните барања доколку ви имате 61 пратеник, едно е доколку имате 55 и тие ќе бидат повеќе во состојба да условуваат или уценуваат, како да го кажам. Секако, значи тоа има варијанти, но ние сме убедени дека ќе извојуваме убедлива победа, која што ќе ни гарантира една полагодна позиција за составување на владата. Така, вие сте председател на Социјалистичката партија, важите за едни од најлојалните коалицијски партнери на ВМРО ДПМН. На друга страна и вие лично многу поминавте низ многу премирежа, нели? Како не подкликнавте на ништо, не гласавте ниту за промена на името, ниту за сега кога се обидува да отворат уставот за влез на бугарите? Па, тоа станува збор за карактер на човек. Па и лојалност и карактер, така. Да, лојалност. Прво, ова сакам да го кажам, ние како држава и како народ сме вратени 120 години историски назад. Во времето на организацијата, кога социјалистите македонски беа составен дел од сите клучни работи кои што се однесува на Македонија во тоа време. Во тоа време сонот на секој македонец беше автономија, доколку се сеќавате. Сега нас ни е сонот да го сочуваме ова парче кое што ни е преостанато. Сериозни се искушенијата. Ја не зачуваме ли државата, како да не ликува ова? Па, ние за жал сме доведени во таква ситуација да се грижиме за опстанокот и на македонскиот народ и на македонската држава и оттаму не би рекол дека е драматична состојбата, меѓутоа доволно е предупредувачка дека не смееме да се однесуваме несериозно на предстојните избори и председателски и парламентарни. Наликува ли оваа власт на социјалдемократска или на социјалистичка? Како ќе ја квалификувате идеолошки? Прво, они социјалдемократскиот сојуз, за жал, значи, се зборувам како социјалиста, идеолошки е изгубена партија, заталкана, кај нив ништо нема од идеологија, освен голиот интерес и големата жед за власт, но и за пари. Ама на нечесен начин стекнати пари. Второ, тоа се апатридна партија, значи партија која што нема чувство за национална припадност, тоа го докажа со ништо не има свето се овие работи. Партија која што ги погази темелите на автономската Македонија, а на тој начин се откажи од народно-ослободителната борба, социјалистичката револуција, позвоената изградба на тогашната Социјалистичка република Македонија во склоп на Југославија, но не ја потврди државотворноста на која што толку се повикува во рамките на современава Република Македонија, затоа што сите отстапки кои што ги направи Македонија од знамето со сонцето од Кутлеш, од територијалната распределба, од катастрофалната трансформација на имотот, општествениот имот, од потпишувањето на договорот во Нивице, од отстапувањето од македонскиот идентитет, историја, култура, јазик и така натаму,
ништо повеќе не може да ја поврзе таа партија со некаква си држава отпорност. Напротив, мислам дека е тоа веќе деструктивна партија која што оди во многу погрешна насока, за жал и нашата држава во изминативе 7 години, кога сме сите сведоци дека таа по сите основи се растура. Кој скандал го одбележа сиве овие години владење на СДС? Не можеме ни да ги допамтиме. Значи, колку луѓе ни погина прво со ковид кризата. Колку луѓе ни изгореа во тие модуларни болници. Колку луѓе загинаа во автобуските несреќи. Колку пари се покрадени за 3 дупки за така наречените патишта. Колку милиони евра субвенции се дадени за една дупка за непостоечка фабрика за електромобили. Колку пари се ишмукани бидекол од Рек Битола. Колку пари се вложени за проекти кои што не се постоечки. Колку пари се вложени за едукација или тренинг на магариња и на такви, се сеќавате. Значи, треба да ни биде долга меморијата за да можеме сите скандали кои што беа, сите лоповлуци, сите измами, лажења и така натаму, да ги запамтиме, што треба да се запишува на крај на краиштата, затоа што треба сето тоа да ви служи како едно предупредување кога ќе се дојде на 8 мај пред гласачката кутија, сериозно да се размисли дали воопшто заслужуваат доверба или заслужуваат презир. И капак не се ни дојде да видат македонските граѓани да бидат заробени во собствената држава. Дефинитивно, Македонија е најголемиот концентрационен логор по заслуга на Социјалдемократскиот сојуз и на Дуидан. Не ја забораваме и таа политичка партија која што е всушност канцерот на македонската политика со оглед на 20 годишното нејзино учество во владата, односно во власта, гледаме на каков начин. Се направи, мислам дека е тоа свесно, не е тоа случајно, или е комбинација од глупавост, немам друг збор да кажам, со оглед на состојбите кои што од првиот ден техничкиот министер за внатрешни работи ги презентираше. Како стојат вистински работите, да сте не знаеме ни како стојат вистински работите. Јас на вистина морам да му честитам и во оваа прилика на министерот, затоа што на еден безпрекорен начин, со голема љубов, со голема пожртвуваност и посветеност ги извршува работите во неговиот ресор, но сето тоа е во интерес на македонските граѓани, заради тоа што тој е свесен, меѓу другото, дека еден од клучните елементи за да се отиде на избирачко место и да се поседуваат и 100.000 граѓани немаше да можат да гласаат. Тоа е сериозна бројка. Тоа не е бројка. случајно, значи тоа е свесто, темпирано, направено за да може една сериозна бројка да се исклучи од гласачкиот процес, се во очекување дека колку помалку граѓани излезат на изборите, толку ќе биде подобар резултатот на социјалдемократскиот. Така, тие се надеваат на апатија и на слаба излезност. Точно да. Така, јавноста ве памети како еден од поуспешните министри за земјоделство. Кажете ми, можете ли да направите споредба од состојбата на земјоделството тогаш и сега? Не може да се направи споредба, значи ја ресорот го напушти 2014 година, значи пред 10 години. За 10 години ништо не останато од она што веќе беше во многу напредната фаза, можеме да кажеме дека имаме едно современо земјоделство кој што беше на добар пат да работи како што треба, со високи приноси, со сериозни, осмислени, откупни кампањи на сите земјоделски производи. Влеговме во една фаза да можеме со откупувачите да влијаеме да бидат и цените коректни, но сето тоа падна во вода, затоа што имаме денешнава ситуација каде што ние сме од една потенцијално добро организирана аграрна земја, претворени во држава која што е увозно зависна од храна. Кој е најголем виновник? Министерот Николовски? Па пред се Социјалдемократскиот сојуз со своите кадрски политики и безумието и непостоењето на аграрната политика, па после сите останати кои што си таму. Така, за крај, каква порака сакате да испратите до граѓаните пред изборите? Дали е тоа порака на единство и на масовност на изборите? Прво, масовноста е многу битна. Мислам дека граѓаните треба да бидат свесни, сериозни да ја земат во предвид целата состојба во државата како последица на безумното владење на Социјалдемократскиот сојуз во изминатите 7 години.
масовноста значи дека ќе бидат гласовите на граѓаните поверодостојни. А тоа ќе значи дека победата на опозицијата, односно на коалицијата Обнова на Македонија, на Социјалистичката партија на ВМРО-ДПМН и на Демократската партија на Србите во Македонија и сите останати политички партии во состав на коалицијата Обнова на Македонија ќе бидат уште повеќе изразени. Нам ни е битно да имаме голема бројка на освоени мандати на собраниски места, на пратеници во собранието, затоа што на тој начин, на многу поедноставен начин, ќе можеме да ја составиме за релативно краток период новата демократска влада и народна влада на Република Македонија. Воедно, во оваа ситуација, укажувам на потребата од градење на единство. Ние мораме да бидеме единствени внатре во македонското национално ткиво, затоа што на тој начин единствено ќе можеме да бидеме отпорни на сите притисоци кои што доаѓаат од надвор. Како пример треба да го имаме однесувањето на нашата актуелната пратеничка група, која што беше изложена и подвргната под жестоки притисоци, меѓутоа кога сме сите заедно, тогаш сме и најмногу отпорни. Ете тоа треба да го пренесеме и кај македонските граѓани, кај македонскиот народ, да имаме масовност и да имаме единство, така ќе бидеме многу отпорни и така ќе можеме сите заедно да учествуваме во ресетирањето, промените и во повторната изградба на нашата држава. Така, господин Ниловски, ви благодарам на интервјуто и многу среќа на изборите. Ми беше задоволство и благодарам на убавите желби.